писателка, професорка, театролог, уметнички директор на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински Прилеп и уште многу други улоги, функции. Има мојата денешна многу драга гостинка, Ана Стојановска. Ана, добре ни дојде во новата епизода на Умен подкаст. Благодарам, добре ве најдов. Посебна чест ми е што одвојуваш време од твојот секогаш многу исполнет ден. Да. Тоа го знам затоа што со Ана сме во редовна комуникација последниве 4 години, сигурно, би рекла на дневна основа, утринска, така, и пред 7 рано наутро, ние сме ранобудните. Ја поздравувам нашата публика во оваа нова епизода на Умен подкаст. Ана, имаме причини да ја поканиме за многу поводи за што да зборуваме, но избравме главен фокус да ни биде токму фестивалот Војдан Чернодрински, затоа што годинава се одбележува еден особено значаен јубилеј, 60 години постоење на најстариот и најважниот театарски фестивал. Идејата ни беше да го доближиме овој фестивал малку до пошироката публика, затоа што, театарџиите сигурно знаат што значи и што на нив лично им значи, меѓутоа имам еден впечаток дека како народ, како земја, ни фали малку повеќе, би рекла, едукација за тоа зошто е ова значено и зошто треба да го вреднуваме. Прво ќе те прашам лично, како си? Добро. Благодарам, добро сум, многу сакам кога некој прашува како си, и јас прашувам како си. Да, затоа што многу често некако забораваме на тоа важно прашање. Да, мислам дека сум добро, да кажам и одлично, бидејќи денот си тече како што си тече, рековме од Сабајле, завршив со часови, така што имам една позитивна енергија добиена од своите студенти, ќе разговараме за фестивалот уште едно од убавите работи, така што сметам дека сум добро и благодарам на поканата уште еднаш, да бидеме умни, да ја едуцираме јавноста за културата и уметноста. Така. Ана, ти го водиш фестивалот во изминативе 4 години, како уметнички директор и селектор на програмата, заедно со твојот тим. Како прилепчанка, прво така ќе го почнам муабетот. Верувам дека фестивалов е дел од твојот код, од тебе како личност, и верувам дека има голем удел во тоа што си ти денес и твојата љубов кон театарот воопшто. Секако. Фестивалот е крив зашто ја сакам театар, бидејќи и Прилепскиот театар е крив зашто ја сакам театар, бидејќи како мала многу често знаев да одам во театар, моите родители ме носеле како дете, подоцна и самата, многу често кога се преселивме во една од многуте селидби, живееме се уште моите дома живеат позади театарот, така што ни е многу блиску. И секогаш кога се случуваше фестивалот, тоа беше посебен настан. Тоа беше она што ја сакам денес да го направам со фестивалот. Тоа чувство на свеченост, чувство дека низ Прилеп се шетаат театарски уметници од сите страни на Македонија и пошироко, и место каде што може да се видат представи што не можеме да ги видиме на тековниот репертоар. И секогаш ја раскажувам случката кога имав 12 години и се играше Спиро Црнев на Благористевски платнар во режија на Владимир Милчин. И јас на мојот покоен татко му реков, јас сакам да ја гледам представава, бидејќи се слушаше низ Прилеп дека тоа е некоја чудна представа, дека не е многу како до тогашните представи. Татко ми рече, ти си мала за таа представа. И не може да одиш, ама јас отидов да ја гледам представата. Беше скришно, да. Да, ништо не разбрав од таа представа, после разбрав кога почнав да работам театар. Меѓутоа, таа љубов кон фестивалот и кон театарот е нешто што го носам со себе си, го носам до денески, се надевам дека ќе продолжам да го носам. И ќе продолжам на сите да им кажам зашто е значаен Прилеп во театарската култура, во театарскиот контекст во Македонија. Прилеп токму и тој фестивал. Не само за да се едуцираат луѓето дека тоа е најстариот, најзначајниот театарски фестивал во Македонија, туку затоа што од тој фестивал тргнува можеби целата театарска слика за македонскиот театар. На тој фестивал прво се некои нови програмски идеи поставени, нови експериментални форми поставени. Тој фестивал треба да ја покаже современата естетика на македонскиот театар, така што за мене, а сакам тоа да значи за сите што се занимаваат со театар, дека тоа е централното место за театар во Македонија. Каде што ако кој било театарџија присуствува или е избран да учествува, треба да се чувствува и почестен, нели? Да, бидејќи тоа е сепак важно. Так. Тоа е важно на публиката.
си забележала и ти во Прилеп колку е публиката различна од сите во други градови кога одиме на представи, веќе таа публика е израстена со театар и таа веќе има став. Дали е нештото добро или лошо, дали тоа е гледливо или не. Се знае точно за кој театар ќе се купат картите и така натаму да се гледа. И точно се знае ситуација кога некој театар нема да добие аплауз. Иако може би истото на матичната сцена нема да се случи. Тоа е навистина интересно со прилепската публика. Може ли да ни раскажеш, еве ти како театролог и како професор кој што посебно има фокус на македонската драма, зошто баш во Прилеп се случил фестивалот? Како се родил? Зошто не во Битола? Тука сега ќе дојде на оној конфликт прилепчени. Зошто Монаки не е во Прилеп? Поради идејата да биде домаќин и поради таа гостолюбива природа на прилепскиот народ, 1965 година постоело Сдружение на драмски уметници во Македонија. И сега јас ќе направам една фуснота тука, бидејќи ќе го искористам медиумот. Сметам дека денес тоа ни фали. Ни фали можност да имаме место, простор во кој што сите што се занимаваме со театар ќе бидеме околу таа матица поврзани. Имало неколку обиди да се формира Сдружение на драмски уметници во Македонија и тие славно пропаѓале сите тие обиди, за жал. Така што тогашното здружение го води Илија Милчин, кој што е прилепчанец и самиот, виновен за многу страни на прилепскиот театарски и културен живот, виновен под наводници се разбира, еден од моите омилени професори, кој што решава дека треба да се направи игри, средби на сите театарски уметници од Македонија, меѓутоа, тоа е многу интересно, на почеток ги исклучуваат МНТ и драмски театар, затоа што тие се главните театри во Македонија, мислат дека провинцијата, така како што тој тоа го сведочи, не е ставена на позиција да биде гледана, и затоа сметат дека треба да организира театарски игри во кои што ќе се пласираат сите театри од Македонија на едно место, а МНТ и драмски ќе гостуваат како гости во придружна програма. Сега ова е, ако јас го направам годинава, ќе бидам така скрелана на плоштад, меѓутоа таква била идејата. И сега прашањето било каде тоа да се случува. И постоеле преговори, договори, и никако не можеле се договорат, како и се останато, се додека прилепските актери, режисери не кажале тоа да се случува во Прилеп. И тоа се раскажува таа приказна, дека се враќале од турнеја и под Камени мост, кај што е денешен МНТ, се сретнале со Илија Милчин, од типот што одлучивте, и вика, ние се мислевме, се премислувавме што да биде како биде и рековме нека биде Прилеп. И ја се вклучиле во идејата, максимално се вложиле во идејата, раскажуваат актерите од постарата генерација дека ги пречекувале колегите од страна да дојдат, им посочувале каде што и како, кај нив дома ги сместувале првите години, се додека тоа не се организирало малку посериозно. И затоа јас кога се нафатив да го водам фестивалот, првата работа што реков дека ќе бидеме домаќини прилепчани и дека мојата желба е тоа да бидат прилепските актери, да го продолжат духот на нивните претходници, дека ние ќе бидеме тие што ќе го вдомаќиниме македонскиот театар. А многу е интересно дека и покрај, нели, зборуваме за 60 години, фестивалот имал континуитет и не скокнал ниту една година, освен нели годината во короната кога виша сила да речеме. Тоа е исто показател колку им било важно да нештото да постои. Се случува, да. Има разни, да речам, подеми и падови фестивалот, следејќи неговата историја, се гледа, бидејќи начинот на организирање е различен низ годините. Првите години го организира еден поголем, поширок одбор, подоцна почнуваат да не именуваат председатели на собрание, односно директори на фестивалот. И во периодот кога доаѓа мојот омилен, да речам, председател на собранието на фестивалот, човекот од кого јас учев како се води фестивал, професорот Кире Ристовски, кој што се обиде да го реформира фестивалот и успешно тоа го направи. Фестивалот тогаш беше во некои долгови, финансиски и така натаму, и тој направи една своја програма, заедно со професорката Лужина, заедно со уште некои други луѓе, кои што се обидоа да го втемелат на некој начин тој фестивал, така што е тогаш направен новиот статут на фестивалот, 97 година, и сега продолжува после неговата работа, се разбира долгогодишната работа на Петре Темелковски, па и на мојата претходничка Катерина Коцевска, така што сметам дека секој од нас придонесува да се одржи традицијата, секој од нас дава свој печат на фестивалот
и го прави театарот да биде посебно, фестивалот посебно место каде што живее театарот. А кога престанале да бидат игри, а станал фестивал? По неколку години тоа е само Значи, некаде брзо било, брзо било сменето името. Името во исто, тоа е многу интересно што истата година кога се решаваат да бидат театарски игри Војдан Чернодрински и Прилепскиот театар го добива името Војдан Чернодрински. Тоа е непосредна е врската помеѓу фестивалот и театарот. Дали имаш евиденција колку представи имаш изгледано на фестивалот сиве овие години? Во просек гледам од 50 до 60 представи по сезона, така што, математиката таа колку имам изгледано. Сега последно кога броев сум на 40 и некој број, меѓутоа уште не ми е завршена селекција. Зборуваме сега за тековната. Да, за тековната. Затоа што селекцијата во тек се создава до 30 април. Ајде сега да направиме еден скок што правиме денес. Значи, годинава се прави јубилејното издание, но би рекла, ти како човек што го води овој фестивал во изминативе 4 години, создаде еден многу темелен тим кој што работи на фестивал и не може фестивал да биде без добра екипа, без вредни луѓе. Да. Може ли да доловиме еве на нашава публика како се создава едно издание? Затоа што мислам дека многумина, а и некои фестивали да сме реални и така функционираат. Јас како новинар што работам долго време, можам да сведочам дека многу наши и поголеми фестивали, зборувам финансиски, многу доцна знаеле да ја објавуваат програми, да не прикажуваат креатива, односно визуелен дизајн на идентитет на време. Откако ти го работиш фестивалот, мислам, твојот концепт е таков, едноставно се да биде навремено, се да биде со богата содржина, цела година фестивалот да живее на некаков начин. Да. Се користат нели социјалните медиуми како простор кој што е многу важен за да се одржува публиката. Но еве како е поставена твојата структура, твојата соработка со тимот? Добро. Фестивалот прво се случува во мојата глава. Да. Односно, секогаш тоа добро, тоа го знам и како писателка и тоа го објаснувам дека мора во главата да ни е јасно и комплетно уметничкото дело што го создаваме. После ги работиме деталите. Многу внимавам во изборот на тимот, во било што и да работам во животот. Мене, бидејќи театарот ме научил дека треба да сме тимски играчи, а и сум знаа малку и спорт, сум тренирала некое време, така што тимскиот дух ми е многу важен. Да, се разбира, важен е тој што води, бидејќи тоа е неговата идеја, неговата креација, меѓутоа тимот е многу важен. Така што јас кога го бирав тимот, внимавав кога го бирам во тимот и на сите тоа им го повторувам дека јас имам причина зошто сум ви избрала во тимот, дека кај мене не е тоа случајно, не е нешто рандом, овој може, не, туку ја следам работата на сите соработници. Поголемиот дел од соработниците ми се поранешни студенти, тоа го знаат сите, и бидејќи јас како професор сум следела нивната работа и знам како работат, гледам дали мојот начин на работа би одговарал со нивниот начин на работа. Фестивалот, бидејќи има различни етапи кои што се создаваат, прво зависи како јас ќе го составам во својата глава. Овие 4 години имаат своја програма што е нареков Враќање дома, како едно метафорично, символично мое враќање дома. Чернодрински се враќа дома на Горан Стефановски, значи еден спој, една игра на зборови, али тоа е работата на писателот. И за секоја година има посебна етапа на таа програма. Фестивалот, кога ќе го замислам што сакам да направам со тој фестивал, тогаш ја пренесувам идејата прво на моите двајца први помошници, да речам, Петар Антевски, кој што е продукцијскиот координатор, и Ангела Стојановска, која што е секретарот на фестивалот и која што се грижи не само за финансите, туку се грижи најмногу за мене. Тоа секогаш се зезаме дека мора некој да има јас да вдишам воздух во еден момент, нели? И нивки кажувам идеите и тогаш се прави тој оперативен план кој што би можел да работи, бидејќи тимот има свој еден продукцијски тим кој што се грижи за организација и за изведба на сите представи да бидат точно така направени. Еден тим кој што и ти го знаеш и го раководиш, кој што се грижи за медиумите, фото, видео и така натаму. Значи, сето тоа да се организира, секој тим да работи собствено, автономно и сите заедно да работиме заедно во кохезија. Фестивалот е замислен да се случува цела година, секој месец имаме различен фокус и активности. Тие активности ги пренесуваме преку социјалните медиуми, како што речем. Мене доминантна ми е и видеопрограмата, која што е пред се едукативна.
сметам дека фестивалот треба да ги почитува сите целни групи. Значи од најмалата возраст до највозрастната категорија, и бидејќи повеќето од нас денес сме на социјални медиуми, сакаме или не сакаме, таму ни е животот, така што сметам дека таа видеопрограма и сите тие постови што ги пласираме го живеат фестивалот во текот на целата година. Така што таа организација оди постепено, да речам, нели, во однос на секој од тимовите се подготвува, се знае точно едукативната програма, како се работи, бидејќи тоа зависи од тие денови што ги имаме на фестивал. Нели, почнуваме со детска програма, разговори на тркалезни маси, снимаме подкасти, интервјуа, промовираме литература, имаме улична форма театарска и ги имаме представите во селекција и оние во придружна програма. Така што се зависи што сакаме да направиме во јуни во Прилеп. Што може да те изнервира вака тимот нешто ако не направи, да речеме, некоја задача? Што така најмногу? Кога не се работи на време, бидејќи јас сум така од тие што сакаат се на време, како што знаеш, да биде направено, и кога некој нема да пријави дека не може нештото да го направи, бидејќи инсистирам, во тимска работа се знае дека излегуваат различни работи, меѓутоа секогаш е важно тимот да има позадина некој што ќе помогне. И така знам да се пошегувам да ќе се изнервирам, се разбира, бидејќи во мојата глава се мора да е совршено, тоа се вика дека перфекционистите имаме диагноза некоја. Меѓутоа, знае да ме изнервира тој момент и знае да ме изнервира нетимски дух. Значи, тоа ми е многу важно. Јас работам како човек дека тимот треба да е заедно, па макар, не знам, пееле караоке, оделе, селе во кафана, јаделе торта и така натаму. Меѓутоа, тимот треба да се идентификува со фестивалот. Лојалноста ми е примерно моја човечка категорија, многу ја сакам и ја почитувам кај другите и кога ја нема, знае да ме изнервира. Те разбирам целосно, а посебно за ова делов дали заедно се оди во кафана или дали заедно ќе се пее, тоа е многу важно и скоро секогаш се има консензус, мора да се признае. Освен што си уметнички директор на фестивалот, ти го водиш и собранието, или тоа си оди како под статут. И сега во собранието членуваат директорите или представници на сите театри државни. Да, и факултетот за драмски уметности, така. Со оглед на тоа дека кај нас, таква е праксата, главно се мажи, да речеме, директори, не само во културните институции, општо како општество сме така. Дали во овие 4 години си имала, значи ова не го поставувам од аспект дека нешто ќе тераме некој феминистички филм, меѓутоа дали имаш соработка од директорите, од менаџерите, и дали може би си имала некакви сопки, препки, не знам, за некоја тема да не се разберете, да речеме. Едно и друго. Сакам да верувам дека имаме соработка, бидејќи со некој од нив и приватно се знам и се познавам. Во досегашниве 3, односно 4-та година, неколку директори се сменија по различни театри, така што имаме соработка, некогаш имаме и несогласувања, бидејќи доаѓаме сите од со различни позадински приказни. Се случувало по старата генерација да ме патронизираат, тоа што не ми се допаѓа мене лично, освен тоа што сум женско, па сум помлада, па имат што да ми кажат на темата. Се разбира дека културно одговарам, така сум воспитана. Меѓутоа ми пречи тој момент на немање доверба дека една жена која што сепак јас сум театролог, значи сум докторирала малку театар и и следам театар, професионално следам театар повеќе од 30 години, значи знам што правам и како правам. Следам театарски фестивали во светски рамки, што ми е многу важно, така што сметам дека имам познавање. Менаџирањето сум го научила и од дома и се разбира, следам препораки тековни и актуелни. Имам лично и пријатели кои што водат големи фирми па помагаат на темата. Меѓутоа, сметам дека во една таква комбинација каде што сум јас поставена заедно со директорите на театри и факултетот за драмски уметности, се разбира дека ние сите сме различни по нашите природи, ама сакам да мислам дека сите веруваме во овој фестивал. Така што сите тие несогласувања навидум или некои нејасноти што сме ги направиле биле за доброто на фестивалот. Не сакам да мислам лично. Така. Годинава автор во фокус е Дејан Дуковски. Ми се чини сосема логичен избор
и за соглед на јубилеот. Зошто е Дејан важен? Тоа ми е едно прашање, а имам второ на подпрашање, зошто после толку години ние тешко создаваме, можеби не е во ред да се каже друг Дејан, меѓутоа се разбираме, тешко создаваме нови автори. Затоа што благодарение на Дејан Дуковски ние имаме современ театар. Можеби едно од најболните точки мои, како човек што се занимава со пишување, како човек што се занимава со истражување на театар. Дејан Дуковски затоа што е најпреведуваниот и најизведуваниот македонски автор во странство, пардон. Значи, бројките велат дека има скоро 125 представи кои што се одиграни по негови драми надвор од границите на Македонија. Ниту еден драмски автор од Македонија, богами од регионот, не може да се пофали со овие бројки. Дејан Дуковски затоа што неговијата драма, кога почна да ја пишува и да ја поставува, направи трансформации и промени во европскиот театар. Многу често знаат колегите од странство да кажат дека благодарение на Марк Ревенхил и благодарение на Сара Кен се случила промената во постмодерниот театар и се појавува така наречената подформа in your face театар или театар на крв, сперма и пот. Меѓутоа, фактите велат дека токму тој тренд или бранба од постмодерната почнува од Македонија, од Скопје и почнува од Дејан Дуковски. Веќе нашата наука, секоја наука се базира на факти. Истражува факти. Премиерата на Буре Барут е пред премиерата на Исчистени на Сара Кен, од каде што велат дека почнува тој тренд. Така што мислам дека ние не треба да го занемаруваме тој факт. Не само јас како некој што го води фестивалот или го предава Дејан Дуковски на факултет, туку како култура не смееме тоа да го заборавиме. И не случајно потоа европските агенти по театри се борат за да дојде Дејан до ден денеска. Сега, например, ќе имаме преизведба на негов нов текст во Белградско драмско позориште во Србија, па после ќе дојде кај нас тој текст. Така што мислам дека до ден денеска важи тој предизвик. Дејан Дуковски е голем автор, ако не и најголем во овие години за кои што зборувам. Така што мислам дека немам зошто плюс да кажам Дејан. Јас мислам дека јас сум пораснала како човек што сака театар и благодарение на неговите драми. Првата моја книга како уредник, како театролог е избраните драми на Дејан Дуковски. Така што мојата соработка со Дејан почнала уште пред 20 години и трае се уште. Еве сега последното издание што се подготвува, сум пишувала поговор, да речеме, за таа книга и планираме да ја ставиме како дел од активностите на фестивалот. Второто прашање, кое што е малку потешко за одговарање, ама сакам да го одговорам јасно и гласно, има неколку фактори. Првиот фактор е образованието. Значи, ние мора да внимаваме и во основното, и во средното, и на високото образование, што предаваме, кој ни е концептот и што сакаме да направиме со нашата култура, држава, општество и така натаму. Вториот фактор е онај малку пејоративен термин политизација. И ќе бидам нежна сега, нема да бидам директна толку и гласна, бидејќи сметам дека мене лично како човек тоа многу ме иритира. Неможноста од како ќе образуваме кадар на факултет, не само ние на факултет, туку на било кој факултет, каде што се образуваат драмски автори за драмско пишување и талентирани луѓе кои што тоа го прават, не им даваме шанса. И тоа не е прв пат. Не е една година, 2 години, 3, тоа е уназад, тоа е како системска малформација се случува. Бидејќи јас паметам дека Дејан како студент, јас сум малку помлада од него, меѓутоа сум следела што се случува, се играле неговите драми, тој во 3-та година му се поставувани неговите текстови. Значи театрите биле отворени за тоа. Паметам како прилепчанка дека некои од директорите на Прилепскиот театар инсистира млади режисери, млади автори, млади актери да доаѓаат во Прилеп, да ги вработуваат. Покојниот режисер Димитар Станковски имаше идеја да ги преизведува сите нови македонски драмски автори. Значи тоа беше негова тенденција како режисер. Многу наши режисери имаат соработка со домашните автори, меѓутоа тоа е само на приватно. Во историјата на театарот не би се случил подемот или тандемот Слободан Унковски и Горан Стефановски ако не била таа отвореност и на театарот и можноста од каде што доаѓаат двајцата, и Горан и професорот Унковски.
Имаме такви примери низ историјата, меѓутоа мислам дека тоа денес како да го забораваме. Како да забораваме дека постои факултет за драмски уметности, катедра за драматургија и каде што едуцираме студенти. Па да им овозможиме да дојдат по театрите. Да се пласира нивниот драм. Ако ништо друго, барем да се направи драмско читање. Да се види што тие нови гласови имаат да кажат. Сега трето и главно е репертоарната политика на театрите. Театрите треба да имаат уметнички директор или уметнички совет, зависи како се конституирани, кои што треба да го направат својот план и програма. И да речеме во однос на нивниот ансамбл, во однос на нивниот статут, не знам, национална театарска институција, што значи? Да изградат својата репертоарна политика. Имаат вработено драматурзи, имаат вработено режисери. Секој од тие драматурзи може да чита драмски текстови кои што се нови, да имаат јавен повик, така, да ги повикат, да ги пријават. Не мора да е конкурс тоа. Може да е само повик, така работат европските театри. И не мора да биде само за 2000, 3000 евра, 4000 евра и така натаму, нека биде да постават представа. Јас сум повеќе за тоа, да се постави представата, да се плати работата на драмскиот автор, ама и да се отвори полето за да може. И ние сега како систем тука го имаме проблемот. И сега ако ги разгледаме репертоарите на театри, ако ги гледаме и јас и ти, знаеме дека многу ретко има македонски автор и ако го има, прашањето е каква е представата. И најчесто се тоа рециклирани текстови, адаптации на филмски сценарија, некој култен, под наводници, автор што е доминантен во европските комерцијални театри и без да водиме сметка што е нашиот идентитет. Тука е проблемот. Зошто толку бегаме од нас самите? На ова ќе надоврзам дека, и како ти како голем поборник за да се заживее малку да се подмрдни оваа тема и оваа, како самата рече, малформација на театарот. Од минатата беше или пред две? Минатата. Ја воведе програмата Драмолетање во рамките на Чернодрински. Простор, платформа која што дава место за авторите да аплицираат со своји текстови, да работат со ментори, нели, и благодарение минатата година излезе и издание од тоа, 4 драми беа објавени. И сега доаѓа оној пак поразителниот момент, за жал и последна година, ниеден режисер, ниеден театар не посегна по ниту еден од 4 текста за да ги постави. Тоа е жалното. Бидејќи ние гледав, јас размислувам долго време, бидејќи самата пишувам, како е наједноставно да се премости тој момент, да не заврши тој текст во фиока, фигуративно, па некогаш не е ни фигуративно кажа. И сметав дека е потребно да направиме место, платформа на која што тие драми би се пласирале. Заедно со идејата е на Петар Антевски, нашиот продукцијски координатор, кој што како продуцент знае дека главната точка е токму таа, продуцентот да одлучи да го постави текстот. Нашиот систем функционира така што режисерите бираат своја драма што сакаат да ја постават, тоа е нивен предизвик што сакаат да го направат и го нудат по театрите. Не одиме од она другата позиција театарот да ја смисли програмата. Иако има примери ни светски и европски театри кои што можат да се преземат, да речеме, како наши. И сега ние сметавме дека како фестивал ја нудиме можноста да ги споиме драмските автори од една страна, режисери, театарски продуценти, директори на театри на другата страна и да им направиме мост, место каде што тие би се сретнале. И го направивме, тоа и беше успешно, дојдоа 20-30 луѓе кои што ги водат театрите во Македонија, драматурзи, режисери, имавме ментор, продуцент, голем продуцент од Црнагора кој што работеше со драмските автори за да ги научи како да си го продадат текстот, да го презентираат својот текст. Тие драми помина една комисија, помина уште една комисија, значи се селектирани и беа по критериум дали се сценични, односно дали се перформативни, дали можат да се играат, дали се актуелни и така натаму. И тие се стварно интересни текстови. Ако земете да ги прочитате, може секој од нас да ги прочита, бидејќи достапни се на интернет страницата на фестивалот. Никој од режисерите не одлучи да ги постави. Претходната година, пред таа имавме конкурс заедно со Министерството за култура за да се откупа драми. Исто така се случи дека тие останат и ги имаме објавено драмите, повторно на никој не му текнува дека тоа, како да немаме осет дека нешто
може да се направи со тоа ново. Ниту една од овие драми што ги знаеме, што денес се култни, како Диво месо на Горан Стефановски, како Балканот не е мртов на Дејан Дуковски и така натаму, не се во таа форма поставени како што биле напишани. Те имаат историја, има тој текст. Меѓутоа, режисерот бил отворен, театарот бил отворен, да му даде шанса. Професорот Владимир Милчин има работено со, да речеме, со Платнар, ја спомнав представата на Благо Аристевски, со Блаже Миневски и така натаму, тие тандемски релации, каде што тие текстови, или Љубиша Ѓоргиевски со текстовите на Јордан Плевнеш, каде што тие, кога се пишуванија, немаат ова конечна форма. Благодарение на неговата режисерска постановка се преработуваат. Ама тоа е убавото кога имате жив автор. Најбавото, Може би па денес со тоа се плашат плашат или може би па неќе да влегуваат во таква конотација и верувам дека бара поголема одговорност. Нели, кога треба да се пристапи кога е тука авторот и да каже. Меѓутоа мислам дека Жално е затоа што имаме ние школа која што не е од вчера. Имаме школа што го дала и Горан, го дала и Дејан, ги дала Југослав и да не ги да не заборавам некој што е важен. И затоа е многу жално за денешните автори и онак постојано се прашувам кој утре млад човек ќе посака да се запише на студии кога ќе види дека текстовите ќе завршат дома и прочитани пред пријателите. Бидејќи ние имаме автори млади кои што веќе сега не се толку млади, бидејќи поминале години кои што се излезени од нашиот факултет, кои што според мене се многу успешни како автори. Некои од нив се вработени како драматурзи по театри, некои не се и работат како слободни уметници, меѓутоа не им ја даваме шансата. Мислам дека тука е главната грешка како општество. Знам дека еден од би ја спомнала сега, не за да ја фаворизирам, меѓутоа имам впечаток дека нејзини текстови се поставуваат, барем Ана Ристовска, во Штипски театар неколку премиери имаше и таа на некој начин има веќе некој континуитет на нашава сцена. И сега сакам да опфатиме една тема која што е многу важна, парите секогаш се нели многу важни и фестивал не може да се прави без пари. Нешто што сакам посебно да го истакнам е дека нели Чернодринскиот државен фестивал како и многута и Министерството за култура е главен финансиер. Меѓутоа твојот концепт од самиот почеток е фестивалот овде да не застане. Односно да не се сведе како што во повеќето случаи се прави па толку пари, колку пари толку музика. Ти не веруваш во тој концепт и се трудиш со твојот тим, посебно ќе ја спомнем Ангела овде, сектор пари. Буквално се трудите да се приближите кон приватниот сектор, не само Прилеп и локално, меѓутоа и нели и државно и ви успева. И сакам да ми кажеш, не сакам да ги откриеме тајните како ви успева. Но сте прилично упорни и можеби мислам дека ова може да биде убав и совет и сугестија за сите луѓе кои што водат фестивали кај нас, затоа што многу постои таа летаргија дека треба да чекаме Министерството, иако знам да кажам и многу интересно тоа. Јас лично како човек немам побарано ништо за себе си од никоја институција, ниту приватна, ниту државна, иако ми требали и мене пари кога сум работела и работа. Меѓутоа, кога дојдов на чело на фестивалот, сватив дека не може тој мој интровертен дел од карактерот да постои, дека треба да работам за својот фестивал. И со Ангела го правим исто така, тој план кога ќе се пуштиме ние во поход, кога ќе ги пуштиме писмата до сите фирми во Македонија, посебно до тие 100 најуспешни, бидејќи тоа се води во бизнис центарот како релевантен фактор. Еден од нашите спонзори, еден директор на една голема фирма, ми рече, ми го продаде фестивалот во првите 2 секунди, кога видов колку ти сјаат очите кога зборуваш за фестивалот. И мислам дека тоа е успехот. Јас го сакам овој фестивал. И ова не е лицемерно да го кажам, ниту нескромно, затоа што сметам дека таа моја љубов за фестивалот ја гледаат сите. И не го кажам ова да се себе промовирам, туку да го промовирам фестивалот. Јас кога ќе го замислам фестивалот, го замислувам, фестивал е место за славење. Тоа му е во суштина, во дефиницијата на името. И сметам дека Прилеп заслужува да има место за славење и дека сета таа не само уметничка фела во градот, туку и комерцијалната заслужува да биде дел од приказната. И затоа ја смисливме програмата Пријатели на фестивалот,
вклучително и вие како умно ни сте дел од таа мрежа, бидејќи сметам, пак повторам, ниту еден човек не е сам остров, сам на светот, што би рекол Џон Дан, и дека треба да ја развиваме таа мрежа. Ние нудиме како фестивал една брошура за спонзори во кој што им даваме пакети за спонзорирање, не е тоа моја идеја, тоа е преземено од бизнис просторите. Меѓутоа, им нудиме разни можности да се рекламираат на фестивалот и она што мене ми е важно како човек да сме рамноправни во таа соработка. Значи, не само јас да побарам пари и ништо да не дадам за возврат, туку да против да им дадам простор да се изрекламираат. Така што, мислам дека тука успеваме на таа меѓусебна соработка, се разбира дека со некои не се разбираме, тоа е програма на компанијата, што мисли компанијата и како мисли. Меѓутоа, мислам дека е успехот во отвореноста, да, например, угостителските објекти во Прилеп бидат пријатели на фестивалот, кои што ќе ни дадат попуст за гостите. Па ќе живее и градот, бидејќи градот живее за време на фестивалот. И тоа е мојот аргумент кај градоначалникот сега на Прилеп, кога зборувам дека Прилеп живее за време на фестивалот. Од друга страна има компании кои што викаат: во вас го препознаваме местото каде што би сакале да се рекламираме. Еве годинава имаме нов спонзор кој што влезе со таа позиција. Ние не се рекламираме многу на домашниот пазар, бидејќи работиме и извоз, меѓутоа важно е што вие го поместувате Прилеп. И тоа ми е важно за да вложат во фестивалот. Сметам дека секој што ја работи оваа работа треба во главата да има готовата форма. Значи, што сакам јас да направам со ова? И ако намерате ја отворена и искрена, тогаш е успешна. Ана, како реагираш кога ќе се случи, да речеме, за време на тие 8 дена фестивал, кога ќе се случи некоја ситуација, некој предизвик, некоја непредвидена ситуација? Што може да те извади од кондори, да речеме, и како се справуваш со такви ситуации? Кога има пожар? Кога има пожар, се гаси пожарот. Најверојатно е до мојот карактер, секогаш да реагирам смирено. Во секоја ситуација многу работи се случуваат, бидејќи работиме со минимум 100 луѓе дневно. Тоа се минимум. Во тие 8 дена се променуваат различни ансамбли, доаѓаат помошен персонал и така натаму. Доаѓаат и гости на фестивалот, се случуваат разни работи непредвидени. Ние предвидуваме дел од работите, меѓутоа дел не можеме, бидејќи човечкиот фактор е непредвидлив. И секогаш знам дека прво да го средам тимот, односно да биде тоа до која информација до каде доаѓа, до кој член ќе дојде и кој треба да изреагира во одреден момент и кога не треба да реагира. Главно што го зборувам, а тоа го знаеш дека ние сите сме лицето на фестивалот и не треба да покажеме што е во нас во моментот, дека е важен фестивалот, тоа е мојата мантра сите тие денови, важно е да успешно ја завршиме нашата приказна, после ќе ги решаваме сите други работи. Тековните работи се многу стресни, бидејќи се случуваат, пак ќе кажам, предизвици од типот, не знам, ќе се технички проблем ќе настане, ќе настане човечки фактор, некој проблематичен. Имавме пред некоја година пијаното не може да се штелува, па бараш кој би можел тоа да го направи, да го штима и така натаму. Разни ситуации се. Струја снема на отворањето. Лани беше, тоа беше многу интересно. Во мигот кога влегуваше жири комисијата и министерот за култура и туризам, буквално во тој официјалниот дел кога се појавија, снема струја, во цел Прилеп снема струја. Така не беше режирано. Не беше режирано. Јас се звонев кај градоначалникот, користев приватни врски со една од директорките на МЕПСО, така што генераторот, све да. И се тоа е многу, сега се смееме нели на тоа, меѓутоа тоа е многу стресно. И јас сум привилегирана што го имам тој тим што го има, што ги имам моите луѓе во позадина. Тука сега брат ми ќе го поздравам, бидејќи пред некој ден разговаравме и ми рече, ако ти треба нешто сега, бидејќи брат ми е во Прилеп и знае што се случува, јас му реков, ти имаш најважната работа, ти се грижиш за мене тие денови, нели, бидејќи е најважно јас да стојам на нозе и да трчам низ Прилеп, а се справувам отпосле. После тогаш не се справувам, тогаш работам и се пуштам до максимум. Потоа, кога ќе заврши фестивалот, потоа работам на себе си. It's pay time. Да. И за време на фестивалот, сега, пак ќе кажам, како прилепчанка и, нели, ние сме во тој контекст со луѓето од градот. Какви коментари може да
те изнервираат, да те насмеат на крајот на денот? Дали се соочуваш многу со комбинација на приватно професионални работи за време на... Да, и тоа е многу интересно, тоа е прилепскиот менталитет. Кога прв пат доаѓавме во Прилеп со тимот, особено потесниот тим, нели, им реков и тебе исто така, дека одиме во Прилеп. Сега тебе ти е познат Прилеп, меѓутоа нив не ми е познат Прилеп. Убаво е во тимот некој да има барем четврт, половинка нешто од Прилеп, па да така. И викам, одиме во Прилеп, имајте предвид дека народот е многу интересен. Дека од една страна тоа се мајтапчи, така сме познати во тоа, од друга страна е малку конзервативна средината. И од трета страна, многу сакаме да милуваме за другите, да зборуваме. Ама не добро, малку лошо. И беше, ама не, професорка, вие сте од Прилеп, тоа е ваше, викам, така, добро. Да, и да викам, добро, окей. Вториот ден ми признаа дека да, во право сум. Има многу убави коментари, дури оние што ќе ми изнервираат во моментот како интервенции на луѓе кои што се директно од областа вклучени, кои што се прават дека не знаат зашто станува збор. Бидејќи се занимаваме со театар, мислам дека тоа е дел од сцената, дека нели мора да покажеме што ние знаеме. Од друга страна, јас многу сакам стари баби и дедовци, како човек, затоа што мислам дека мудрост е кај нив. И низ Прилеп има така што седат уште по портите, по парковите. И ја бидејќи наутро многу рано, како што знаеш, излегувам и почнам да работам, знаат да ми дофрлат. Од типот, фала што го направивте ова за градот, браво директорке и така натаму, знаат да ми скараат. Од типот, таа представа е многу современа, не треба да биде вака. Така што таа комуникација ми е многу убава и жива, пред се, како комуникација. Работи кои што можат да ми изнервират е кога ми се меша некој во работата. Значи, кога некој... јас сум се нафатила да ја работам ова работа затоа што тој некој се откажал, нели, да ја работи. Тоа знае да ми изнервира. Ама не мислам дека покажувам со работа дека, окей, го почитувам мислењето, ама ова е мојата слика за фестивалот, ќе почекате да завршам, па после земете го фестивалот и правете што сакате. Ете, фестивалот е од 5 до 12 јуни. Да. Што според тебе ќе го направи успешен после тие дати? Многу публика. Тоа сакам да ја поздравам публиката во Прилеп. Успешни представи, успешни настани. Мислам дека ќе биде многу интересно да дојдат сите во Прилеп да видат, бидејќи сакаме да го направиме баш достојна една прослава на 60 години јубилеј. Сакам луѓето да видат исечоци од минатото, што се случувало за време на фестивалот, да ги спочитуваме тие луѓе кои што се собирали и одлучиле да го направат фестивалот, а од друга страна на младите луѓе да им дадеме платформа да летнат високо и да создадат нов театар. Во оваа година јубилејна, ти, на почетокот најавив дека, освен што си уметнички директор, театролог и професор, знам дека многу милуваш, односно во сршта си автор, си писател и сакаш да твориш. Наоѓаш ли време за тоа? Да пишуваш поезија? Дали можеби пишуваш некој нов роман? Добре. Минатата година излезе твојот последен роман Неколку тишини подоцна. Да. Како се справуваш со тој порив, желбата нешто да создаваш твое авторско и овој дел кој што е прилично административен, да речеме? Па мислев дека можам да го контролирам тој дел пред кога се нафатив да ја работам ова работа, знаејќи се себе си дека јас дневно посветувам време на пишување. Тоа ми е совет од Коле Чашуле, мојот втор татко, човекот што ме научи да пишувам, дека нашето пишување е дел од нас и ние треба да работиме на своето пишување, така што ми викаше 10 реченици дневно и барем 2-3 поглави од книга да ти се прочитани, за да може мозокот да го тренира своето пишување, па што и да бидат тие реченици. Так. И јас, знаејќи се себе дека пишувам повеќе од 10 реченици дневно, си реков нема да пишувам. Додека трае организацијата на фестивалот, јас нема да пишувам. И сватив дека не можам. Дека мене еден поголем дел од годината ми беше многу кризен, емотивно и психолошки, затоа што јас се откажав од себе си. А тука психолозите имаат што да кажат на таа тема. Така што сега не го тргам настрана, туку пишувам кога ќе ми дојде. Да, пишувам еден роман кој што го пишувам неколку години, се надевам ќе го завршам, кога ќе завршам со фестивалот. Што ми е многу важен, затоа што мене секое пишување на секој нов роман ми е проверка на себе си, експеримент со себе си, дали можам да пишувам некој нов формат.
Пишувам еден драмски текст кој што сакам да го завршам. Поезија на дневна база, тоа веќе не го сметам, меѓутоа главното ми е да не го откажам тој дел од себе си кој што е креативниот дел и кој што ќе ми помогне во пишување. Како го издржуваш денот? Што е тоа што ти дава сила? Многу движење, тренирање. 3 дена во неделата тренирам, другите денови возам точак. Тоа ми дава најмногу кондиција и енергија. Животот со еден тинејџер, кој што, како што знаеш и сама, е многу интересен и полн со предизвици, меѓутоа е многу креативен. Новите студенти кои што секогаш ми даваат најмногу енергија, затоа што таа комбинација помеѓу мене и нив е многу една интересна фузија на емоции и енергии. Драгите луѓе околу мене и се разбира секогаш убавата уметност. Еве така да ја кажам формулата. Супер. Убаво срочено. Ти благодарам многу за одвоеното време и за убавиот муабет. Се надевам дека и тебе ти беше прекрасно. Убаво. Благодарам, да. Знаеш дека сакаме да се зборуваме. Да, со Ана можеме ние уште 3 часа да траеме, меѓутоа стварно не би било фер, но ќе оставиме одредени теми за наредна прилика, секако. Благодарам. Искрено ти посакувам твојата визија пред се за фестивалот и годинава на еден убав начин да се заокружи и Прилеп да биде место за баш за славење. Благодарам, ги поканувам сите, гледачи, слушатели да дојдат во Прилеп и да проверат што ние правиме на фестивал. Така. Ти благодарам што еднаш.